Поглед на тоа со какви луѓе на власт си имаме работа. Луѓе кои се подготвени, луѓе кои се подготвени и полицијата да ја злоупотребат против сопствениот народ. Луѓе кои се подготвени да во недостигот на демократскиот капацитет ги растураат протестите. На два пати денеска се обидоа да спречат легитимно и демократско изразување на мислата на овој народ, на несогласувањето со хунтата, на несогласувањето со нивната недемократичност, на нашиот глас за слобода на патриотите кои лежат в затвор. Тоа е одлика на хунта. Во современите услови во кои живееме, зарем треба уште докази за да на секој еден и на оние кои вечерва не се тука, да им стане јасно со кого си имаме работа. На секој може начин да се обидуваат, да саботираат, да оневозможат, да подметнат, да дезавуираат, да не се слушне гласот на народот, да се заплашат луѓето. Нема да им успее. Нема да успеат да не заплашат, бидејќи ние си ја сакаме оваа татковина таква каква што е, со сите граѓани во неа, таква демократска, на чие чело наскоро ќе застане ВМРО ДПМН. Сите обиди да се урни и ВМРО ДПМН ќе им пропаднат. Овој народ има исконски борбен дух со кој ќе застане во одбрана на сопствената татковина. Нема да поминат заплашувањата, нема да поминат притворите. Јас сакам едно прашање да поставам. Доколку Митко Чавков беше виновен за организирање нешто против уставот и политичкото, општественото уредување на државата, каде е тогашниот министер за внатрешни работи? Тој беше над него по херархија и тој требаше многу повеќе од него да знае. Значи, ниједна логика не им држи. Дури ни логиката на денешното СЈО, кое повторно се обидува да подметне, да заплаши, да инсинуира. Секој чекор што го прават покажува дека се беззаконици. СЈО нема право да води нови постапки од оние кои ги заврши и за кои поднесе пријави. И тие пријави им се неосновани и измислени, но нови во никој случај не смее да поднесува бидејќи е противзаконито. За својата противзаконитост еден ден ќе одговараат. И еден од нас да остане ќе им суди. И историјата ќе им суди, а Македонија ќе биде вечна. Да бидете живи и здрави, утре да им дадеме подршка на нашите патриоти пред чутка исто во 18 часот. Поздрав!